Благодарам, подпредседателке на комисија. Колега Николовски, вие кои целосно ја уништивте довербата на граѓаните и земјоделците со бројните афери додека бевте министер за земјоделство, апсолутно немате морално право овдека да зборувате за еднината на земјоделците. Земјоделците ви кажаа што мислат за вас и сега како пратени, кој што веќе не е министер, лицемерно е овдека да држите лекции како требало. Наместо да ги држите овие лекции и говори и да критикувате, добро би било да одговорите на јавноста за неколку работи. Најпрви, како дозволивте на фирма блиска до Зоран Заев од Струмица, Аре Експорт, да обезбеди милионски субвенции надвор од законите? Добре да ги објасните овие работи овдека на говорница. Добре за јавноста да објасните зошто поради вашата неспособност и неизвршување на вашите обврски овозможивте на ДСЗ Илинден исто така незаконска исплата на илјадници евра. Зборуваме за илјадници евра субвенции, зборуваме за пола милион евра кај Аре Експорт, пари на граѓаните кои што незаконски завршиле до фирми блиски до СДСМ, до Зоран Заев и до други луѓе од Струмица. Добре е пред јавноста, наместо овдека да беседите, да одговорите како дозволивте, поради вашата неспособност, скоро 2 милиони евра вредност брашно да биде пуштено во промет без уредно платени контролни маркички. Тоа ги интересира граѓаните. А исто така, додека овдека водите грижа како некоја ставка била намалена, добро ќе беше да им одговорите како се трошат 2850 евра за 6 ноќевања во САД и тоа хотелски соби кои што се плаќани по 500-600 евра во Њујорк, во Чикаго, во Вермонт, или да им одговорите како се трошат 976.199 денари за репрезентација во кафејани и ресторани. Затоа, Николовски, време е да престанете со манипулации и да оставите простор на луѓе кои искрено се залагаат за подобрување на животот на земјоделците и генерално на земјоделскиот сектор. Вас ви следува одговорност и правдата многу наскоро ќе ве стигне. Благодарам.